Кога говориме за туризмот, секогаш имаме пријатни чувства затоа што туризмот подразбира дека го планираме своето слободно време, летувањата и зимувањата и секогаш кога зборуваме за туризмот, тоа е повод за еден убав и пријатен разговор. Меѓутоа, за жал, во последните неколку недели, месеци се случи една предизвикувачка ситуација со туризмот во Македонија поради вонредната и воената состојба на Блискиот Исток. Многу патници поради личното чувство на несигурност и страв ги откажуваат своите веќе аранжирани патувања. Отпосле се бара рефундирање на средства од страна на туристичките агенции, кои што велат дека веќе не ги поседуваат уплатените средства од страна на патниците, кои што се проследени или до авиокомпаниите или до ресортите каде што е предвидено патниците да престојуваат, и тука настанува една правна ситуација која што е многу штетна и носи штетни последици и по самите туристички агенции, но и по самите патници. Која е улогата на Министерството за култура, сега со проширена дејност и за туризам, во решавање на вакви спорови? Која е одговорноста на медиумите во известувањето за состојбите кои што би можеле негативно да се одразат на туризмот? Меѓутоа, и кои се препораките за летување и за патниците за предстојниот период? Говориме со претседателката на Националната асоциација на туристички агенции Ана Марија Алексова Малева, а вие нашиот разговор ќе можете да го проследите во продолжение. Останете со нас, а ќе прозборуваме исто така и за развојот на потенцијалите на туризмот токму во Македонија. Ана Марија, ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш гостинка во емисијата Мој збор. Ке говориме со тебе како претседателка на Националната асоциација на туристички агенции. Она што е доста индикативно, можам да кажам, во последниот период, а тоа е дека кога зборуваме за туризмот со новонастанатата ситуација на Блискиот Исток, ни продируваат и некои предизвици, и покрај тоа што туризмот е една многу убава тема и сите се радуваме кога зборуваме за туризмот и туристичките препораки. Факт е дека ситуацијата во изминатите неколку недели, па можам да кажам и месеци, веќе е променета на тоа поле, и како што имаат последици и самите граѓани, нели, односно оние патници кои што ги организираат своите патувања еве за 8 март, за 20 март и другите важни празници, слободни денови во нивниот календар, така имаат последици и туристичките агенции. Тоа мораме да го кажеме со какви предизвици се соочуваат туристичките агенции. Што е тоа што во поглед на Асоциацијата на туристичките агенции создава проблем во овој момент? Дали е тоа наглото откажување на организираните веќе патувања и летови, или се тоа оние побарувања да се рефундираат од граѓаните кои што немаат правна основа и се нереални во овој момент? Така, пред се благодарам на поканата да бидам дел од вашата емисија. Во моментот е актуелна оваа тема, како проблемите кога станува збор за војна немири во светот, во секоја дејност, така и во туризмот. Нормално туризмот е обратно пропорционален со војната, односно погоден од сите дејности секогаш што нешто ќе се случи што не зависи од нас како дејност туризам. Меѓутоа можам да кажам дека поголеми негативни последици, односно најголемите негативни последици, туризмот ги сносува таму каде што се тие воени удари, што значи на тие дестинации ќе им биде потребен временски период за да може да се опорават, заради тоа што се удира и на побарувачката како таа туристичка дестинација, па луѓето се насочуваат на други туристички дестинации, а исто така и ударот на културните вредности, на туристичките атракции кои што ги имаат, па колку побрзо ќе може да се рестартира, да кажеме, туризмот на таа дестинација. Нормално туристичките агенции во нашата држава во еден момент бевме погодени, нормално сме погодени, луѓето се плашат, меѓутоа кај нас нема никаков удар. Значи кај нас нема воени немири, туку нашите граѓани може да патуваат. Сега во моментот и туристичките агенции и државните институции следат каде е безбедно и каде може да се патува. Нормално на места кај што на Блискиот Исток беа прекинати летовите, се затворија, нема летови до таму, нормално дека нема да патуваат луѓето туристички таму. Знаеме дека туризмот е за уживање, не е некоја неопходна дејност која што мора да ја направи некој, така да секој сака да се чувствува убаво, безбедно и пријатно за да може да шета додека е таму, а не да биде под страф.
Сега самите медиуми, значи морам да нагласам дека немири на тој дел на светот од секогаш имало и во минатото, меѓутоа не се правеле толку тензии заради тоа што не биле толку присутни и социјалните медиуми и општо медиумите за да се прават такви спектакуларни наслови, значи такви вести, од кои што, па дури денес би рекла и некои кои што не се точни, после нели излезе дека дел уствари се монтирани, направени, со вештачка интелигенција исто се прави за се со цел да се зголеми уште повеќе стравот кај граѓаните, кој што од една страна е оправдан, но од друга страна е зголемен се од од тој маркетинг, да кажам, кој што беше поставен на социјалните мрежи. Првиот момент кога се случи тоа, ние како туристички агенции да реагиравме и како национална асоциација и нашата држава, нели нашите граѓани кои што беа туристички отидени на Блискиот Исток, беа обезбедени, сите се вратија нормално. Летовите продолжија да патуваат, односно сите авионски компании продолжија на сите места кај што е безбедно. Еден негативен момент се случи со Кипар, кој што беше прв на удар заради тоа што нели беше удрена воена база британска, не Кипар како туристичка дестинација, значи не туристите, меѓутоа тоа створи страв кај граѓаните. Нормално препорака од страна на нашите институции имаше, меѓутоа тоа беше индиректно напишано за Кипар, не беше баш како Кипар. И тука беше моментот кој како го толкува тоа, нели базата е едно, меѓутоа нашите туристи не одат во базата, таа е доста оддалечена од туристичките места, но како и да е се појави стравот кај луѓето. И сега овде е моментот за индивидуалниот страв колку е присутен и она што кажавте правниот аспект, значи од правен аспект воена воредна состојба, прогласување на една состојба на една дестинација е едно, а стравот заради личната безбедност е нешто друго. Па од таа причина, значи секој, авиокомпаниите си го задржаа тоа право да продолжат да летаат заради тоа што нема причина за да се откажуваат летовите од таму, а исто така и таму на самата дестинација ние како туристички агенции имавме докази дека се си тече нормално. Ударот беше тие неколку тури првите кога мал дел од граѓаните се откажаа, додека веќе наредните, да кажам, летови од веќе наредната недела после 11 март продолжија. Па и за 7-8 март имаше некои туристи кои што отидоа, меѓутоа од 11 март натаму кога видовме дека сепак нели Кипар не е мета и не се случи ништо, продолжија луѓето и моментално турите таму си одат. Исто така јас би нагласила дека многу тури се реализираа низ Европа за 8 март, исто нели ни следи сега продолжен викенд, исто се полни туристичките агенции, има многу туристи кои што ќе патуваат, значи не е дека стравот е присутен и дека воопшто не патуваат луѓето. Исто би нагласила заради тоа што во многу беше нели и Турција наведено. Истанбул е доста атрактивна дестинација за нашите граѓани, па и летниот период Анталија. И исто и од таму ние агенциите сме во комуникација, веќе имаме туристи кои што патуваат и утре нагласувам. Значи целиот овој временски период, значи се е нормално и таму, така да си продолжуваат исто од дестинации која што беше наведена, еве јас лично ќе нагласам Египет, бевме дел туристички работници на инспекција на хотели, односно инфотура во Египет и можам да ви кажам дека таму си е се безбедно, се си е нормално, се си тече, значи има полни чартери кои што доаѓаат во хотели, значи над 800 луѓе имаше германци. Дали мислите дека на Германија нема да води сметка ако не е безбедно дека ќе ги носи своите туристи таму? Значи од сегде има туристи, нормално безбедносни мерки. Се води сметка за тие безбедносни мерки на сите дестинации, меѓутоа нема буквално никаква причина за страв кај граѓаните за да не патуваат и за да ги откажуваат своите патувања. Овде би го дала акцентот на оној момент дека стравот беше првиот кој што удри и дека луѓето во тој момент можеби се јавуваа, бараа, сакаа да откажуваат. Меѓутоа сите ние како туристички агенции им го истакнуваме тоа на луѓето дека првиот момент е едно. Меѓутоа ние како организатори на патувањата таму сме во комуникација со нашите партнери на таа дестинација. И нормално доколку нешто не е безбедно, доколку се случи, доколку имаме информација од таму или од овде, од страна на нашите надлежни институции или се прекинат летовите, нормално дека нема да се оди на тие дестинации. Во било кој момент тоа да се прекине, да има таква потреба, ќе се делува на тој начин и нормално правно ќе се постапува во услови на воена и воредна состојба. Меѓутоа тоа е едно. Нагласувам, стравот е друг. Сега, моментот на рани резервации, кај луѓето што ги исплаши да се јавуваат ако имаат уплатено од ноември, декември, јануари или слично, што ќе се случи ако не се оди? Значи, првиот момент, самото тоа што
и на странките им е дозволена поповолна цена како рани резервации, на нас агенциите поповолна цена од тие хотели, тоа најголем дел подржат на други услови, а не се оние услови кои што се според општите услови наведени во кој временски период, кое откажување колку пенари би задржало. Најчесто тие рани резервации значат 100% да се изгубат средствата, односно да пропаднат. Меѓутоа, јас ова не би сакала да го истакнам во негативна конотација, туку напротив, нешто позитивно, а тоа е дека доказ ни е ковид периодот кој што не удри сите, така. А сепак луѓето одеа негде на летување. Значи, дали беше тоа Охрид, дали беше дестинации кои што дозволија патување со ПСР тестови кои што не беа затворени, значи сепак на луѓето им е потребен летен одмор. И тие пак ќе одат на летен одмор. Меѓутоа, зошто сега да ги изгубат средствата и да ги прекинат, односно да ги откажат раните резервации кои што ги имаат добиено по многу поповолни цени, а кога ќе дојде јули месец, кога ќе затопли времето, кога ќе се стиши оваа ситуација и кога ќе сакаат да одат на летување, нормално тогаш ќе треба по редовни цени повторно да уплатат. Сега да не дојдеме до таква ситуација и ние агенциите, јас имав платено, па тогаш го откажав, а сега сепак сакам да одам, затоа апелираме до сите наши граѓани да не избрзуваат, туку да бидат смирени, да почекаат, бидејќи пак ќе нагласам, значи се води сметка од страна на сите нас дали негде е безбедно или не е безбедно, а за да си ги заштитат и сопствените средства, и нервозите и стресовите, и после да уплаќаат нели дополнително по повисоки цени, затоа на сите апелираме да се воздржат од такви ситуации и верувајте дека има граѓани кои што си го разбираат тоа, на кои што им е јасно каква е ситуацијата и кои што можеби во првиот момент така импулсивно изделувале, меѓутоа како поминува времето, тие се исто така свесни дека факт е дека ќе си одат на летување, дека се ќе биде како што треба. Мислам, сите сме позитивно настроени. Уште еднаш укажувам дека како туристички сектор ја следиме ситуацијата, сме во комуникација и каде и да се откажат летови, каде и да се откаже, нормално во таа ситуација си ги известуваме луѓето и постапуваме на тој начин да се пренасочат нивните средства, да се искористат за друга дестинација или слично, сегде кај што ќе биде откажано, кај што ќе биде одлучено тоа, значи и од авиокомпании и од државните институции. Така, известно е дека се создаде една општа паника кога се во прашање закажаните и организираните патувања кои што и можеби не се воено, нема прогласено воена или вонредна состојба и мислам дека тука повеќе удел има социјалните мрежи затоа што на социјалните мрежи многу побрзо се шират некои неконтролирани емоции и реакции. Новинарите според етичкиот кодекс имаат многу голема одговорност како известуваат во такви ситуации. Верувам дека професионалните
новинари многу внимателно известувале околу тие работи и сигурно споделувале само проверени информации, но она што како новинар и како човек од медиум можам да го потврдам, а тоа е дека многу често до медиумите стигнуваа соопштенија од Министерството за надворешни работи околу тоа каде се препорачува да се откажат овие патувања, односно директни совети, препораки до граѓаните каде не треба да се патува. Како вие ги толкувате овие препораки, дали избрзани од Министерството за надворешни работи, колку тие се на директна штета на туризмот во Македонија и на туристичките агенции? И пред се ме интересира која е вашата релација со Министерството за култура и туризам. Сега имаме проширена дејност на Министерството за култура, воедно се занимава и со туризам, па како надлежна институција и државна институција, каков беше нивниот удел во решавање на ова новонастаната, можам да кажам, непријатна ситуација за двете страни, за патниците и за туристичките агенции? Да, токму така. Ние како национална асоциација во првиот момент кога ги дадоа препораките, значи испративме дописи и до нашето ресорно министерство, како што кажавте сега, Министерство за култура и туризам, и до Министерството за надворешни работи кои што ги даваат тие препораки. Факт е дека во тој момент беа побитни другите работи, односно да се вратат нашите граѓани кои што во моментот беа таму, и таа беше главната цел да се среди. Не бевме оставени така, туку е дека ќе седнеме и дека ќе разговараме за ситуациите. Во моментот сме во разгледување на детали околу состанок кој што ќе го реализираме со Министерството за култура и туризам, се со цел да изнајдеме заедничко решение, односно да бидеме еден кризен менаџмент кој што заеднички ќе делува и туристичките агенции како чинители, главни чинители во туризмот, и институциите, односно Министерството пред се за култура и туризам како ресорно, меѓутоа и другите министерства, кога се донесуваат сите одлуки, да се седне заедно и да се разгледаат сите негативни последици кои што би ги имале туристичките агенции и туризмот генерално, значи и туристичките агенции и сите кои што се вклучени нормално во туризмот, за да можеме заеднички да делуваме. Тоа е генерален недостаток кај нас, значи за соработката, меѓуинституционална соработка која што ја има, и една од главните причини зашто го направивме ова тело, односно оваа асоциација, за да можеме ние како туристички агенции воедно да ги разгледаме нашите проблеми, а после тоа да седнеме на маса и за да ги представиме пред надлежните институции, за да створиме едно заедничко представување и пред јавноста и заедничко решавање. Моментално работиме на тоа. Јас искрено се надевам, заради тоа што добивме позитивен одговор, како што кажав, пред се ми беше јасно дека проблемите имаше тогаш и саем на туризам во Берлин, значи дел од представниците на министерство беа таму. Се случи наеднаш, да кажам, за нас туристичките агенции е многу битно да се делува што побрзо, заради тоа што граѓаните очекуваат на нас одговорот да им го дадеме, нормално ги довериле своите средства кај нас, имаат доверба во туристичките агенции. Можам да кажам дека најголем дел од туристичките агенции работат како што треба и целта им е граѓаните да бидат задоволни, на никој не му е целта да профитира во вакви ситуации, туку напротив да излезат во пресред, да има разбирање да ја решиме ситуацијата. Меѓутоа, како што кажав, значи отпочнат тој чекор, да кажам, за да створиме еден состанок кој што во најбрз можен рок треба да се оствари, за да можеме заеднички и за понатаму, не да биде само за еднаш, бидејќи знаете кај нас кога ќе се случи нешто, се случи ковидот, ајде да седнеме да разгледаме. Постоа се тече нормално, се е окей. Сега се случува ова, туку напротив, значи да створиме една комуникација и постојано да имаме некои заеднички решенија и да бидеме чекор напред за да ги предвидуваме заеднички и државните институции од една страна и ние туристичките агенции како чинители од друга страна.
Ајде за убавиот аспект на туризмот да зборуваме, затоа што тоа е една од капиталните економски гранки во секоја држава и луѓето навистина кога зборуваат за туризмот и за патувањата имаат некоја убава еуфорија, убаво чувство. Каде се најмногу заинтересирани македонските граѓани да патуваат во престрет на организирањето на летувањата и дали вие како туристичка агенција имате некои препораки до граѓаните кои што во овој момент размислуваат да ги организираат своите летни патувања? Да, најголем дел од нашите граѓани заради близината со Грција, значи на прво место секогаш бил нашиот јужен сосед, односно Грција, како блиска дестинација, како убаво море и со поповолни цени можат и со деца, да кажеме, побрзо да отидат да се вратат. Меѓутоа традиционално на нашиот пазар е и Анталија, која што е доста атрактивна, посебно е, ќе кажам, во ковид периодот, кога нели имавме пауза малце од Грција, луѓето се навикнаа на тоа, на all inclusive услугите, на добрите хотели, значи малку на подруг тип на туризам, да кажам, и си постои традиционално барањата си постојат, луѓето си резервираат таму. Меѓутоа исто би ги напоменала и Египет и Тунис, ќе ви кажам сега како последни импресии од Египет што се вративме, значи е топ дестинација која што од повеќе причини може да им се препорача на граѓаните, значи од шетање и од убави ресорти и од култура, значи нешто поразлично да доживеат. А се уште, значи за летниот период има чартери за Тунис, за Египет, за Анталија, за Бодрум, така да тие си ги имаме, а исто така и Шпанија е присутна, има граѓани кои што се заинтересирани за летниот период. Ќе кажам, има мал е бројот на тие кои што сакаат да експериментираат, нели заради тоа што обично гледаме за каде е масовно, за каде има чартер летови, за каде има групни организирања, за таму одат нашите граѓани. И Албанија како блиска дестинација исто би напоменала и како поевтина, и Црна Гора исто така е тука. Значи граѓаните, посебно југоносталгичарите, секогаш го бираат Јадранот и си патуваат во Црна Гора, меѓутоа и Албанија во последниве години е исто атрактивна заради пониските цени кои што ги има таму. Сега нормално секогаш за секој граѓанин би кажала дека на пазарот има понуда, дека сите туристички агенции имаме од најевтино до најскапо, кој што бара и кој што сака. Кој сака и патување блиско, кој сака подалечни патувања и слично. Така, во интерес на времето уште едно прашање ме интересира со однос на тоа дека спомена дека Националната асоциација на туристички агенции неодамна се формирала. Што ова национално тело може да придонесе во однос на развојот на потенцијалите на домашниот туризам? Многу често говориме дека Македонија е туристички неискористена, дека едноставно немаме многу понуди и не си ја точно не знаеме туристичкиот потенцијал на нашата земја. Што вие како национално тело можеби предлагате или имате некоја стратегија за повеќе да се афирмира домашниот туризам помеѓу македонските туристи? Видете, кај нас, па да, има од секогаш има многу стратегии што може да се развие, меѓутоа проблемот е реализацијата. Значи, за домашен туризам пак ќе го споменам ковид периодот кога се судривме, значи тогаш беше зимскиот период и зимскиот период луѓето сакаа да патуваат, се судривме со тоа дека ние немаме доволно сместувачки капацитети во зимските центри. После тоа, значи, овде инфраструктурата на кое ниво е развиена, што значи не можеме ние како асоциација, да кажам, едно е рекламирањето, постојат, например, и друга организација која што работи повеќе на incoming туризам и ние имаме меѓусебно соработка и заеднички нели да работиме на тоа за да унапредиме, меѓутоа тука е само рекламирањето, промовирањето и стимулирањето на луѓето. Меѓутоа проблемите кои што настануваат се од реалниот аспект, односно сместувачките капацитети, инфраструктурата, после моментот во локалната самоуправа сакаме да развиваме рурален туризам, например, во многу општини нема ни човек кој што е вработен во одделот за туризам, за да може тоа да се промовира. Да, можат и Националната асоциација за ние како на туристички агенции и општо сите чинители во туризмот можеме да придонесеме, значи во последно време и се работи на тоа, на стимулирање на рурален туризам, како што кажав. Тоа е она што се бара денес во светот, заради тоа што ако ние сакаме да отидеме во центарот на Париз за да видиме Афилова кула или во Рим или слично, многу луѓе кои што го немаат доживеано руралниот момент, за нив многу значи Македонија и земјите како нас. Затоа, значи, доволно е да се инвестира, да има како да се стигне до таму каде што на луѓето би можеле да им ги препорачаме, значи многу села имаме кај нас кои што се веќе предиселување, да кажам, во кои што може да се
Вчера баш ми се појави моментално дека има, гледам дека од државните институции и од невладиниот сектор се работи на промовирање, например во ресенскиот период, дека има субвенции од одредени тела за рурален туризам, за сместувачки капацитети, така да мислам дека тоа се добри чекори за да може да се стимулираат луѓето кај нас кои што имаат доста куќи, да кажам, во одредени места, за да ги средат, за да може да се издаваат, а ние како Национална асоциација би можеле да помогнеме во сето тоа како да го реализираат и нормално во рекламирањето, бидејќи и носиме туристи, и туристи доаѓаат кај нас, сите имаме партнери, да кажам, сите во туризмот што работат се на еден начин амбасадори на својата земја и каде да одат ја спомнуваат својата земја, иако ти одиш како турист во некоја земја и ти си сепак амбасадор на твојата земја, ја представуваш и кроз муабет представуваш каква е твојата земја, па може некој да посака да дојде повторно во твојата, мислам да дојде и назад во твојата земја. Така да сметам дека имаме многу капацитет на кој што треба да работиме и тоа во денешно време тоа што се бара. Меѓутоа сепак треба помош и од државните институции, и од проектите кои што се работат на национално ниво. А доколку се оди во таа насока, можеме да го развиеме уште повеќе и туризмот кај нас. Од разговорот со тебе, Ана Марија, можам да кажам и заклучив дека ти си човек што навистина многу ја сака својата работа и тоа воопшто се гледа и во твоите реченици, во начинот на кој што зборуваш за твојата работа и за туризмот и верувам дека со тоа поттикнуваш многу доверба кај патниците и ти посакувам многу успех во понатамошната работа и се надевам во следна прилика ќе те угостам за некои поубави теми и повесели да проговориме за туризмот. Благодарам многу на вас на поканата и на убавите зборови. Нормално. Туризмот е нешто што треба да го доживееме и да се чувствуваме убаво, затоа и ние како туристички работници мораме да бидеме тие кои што ќе ги стимулираме туристите за да се одлучат да патуваат. Македонија има потенцијали за туризмот, меѓутоа за да се развие домашниот туризам треба многу повеќе да се вложува од страна на државата и во инфраструктурата и во другите капитални инвестиции кои што би можеле да ја подобрат туристичката клима во Македонија. Секако тоа е во развојна фаза и домашниот туризам представува вистински предизвик за туристичките експерти и сега Министерството за култура со проширена дејност и туризам, односно Министерството за култура и туризам, ќе има една особено важна задача да поработи поконкретно на развојот на туристичките потенцијали во Македонија, не само за странските, туку и за привлекување на домашните туристи кои што за жал се почесто ги оставаат своите средства, односно ги аранжираат своите патувања надвор од државата. Јас ви благодарам што ја проследивте новата емисија Мој збор и ве закажувам повторна средба веќе следната недела со нови теми, нови гости и нови содржини, а до тогаш ви посакувам пријатна работна недела. Се гледаме.